Почитуван заменик министер, многу јасно и децидно ги разграничивме работите во однос на овој предлог на закон, со што впрочем и вие имавте допринос во оваа реплика и ви благодарам за тоа, дека всушност ние градиме објекти за кои што не знаеме како ќе стопанисуваме. Тоа е реалноста со ова законско решение. Ви благодарам, му така ми беше целта да знаеме пред цела македонска јавност дека градиме објекти за 50 милиони евра, вклучително со сите пропратни елементи и меки мерки, но не знаеме кој ќе стопанисува. Велите вака, ние ќе молиме некој да дојде и дали ќе прифати или ќе ги продадеме овие објекти. Дали државата е профитна организација, ние да градиме и да ги оттугиме овие објекти, а што доколку ниту ги продадеме, ниту најдеме некој кој што ќе стопанисува со нив. Тоа значи, тоа што го кажа во мојот говор, 50 милиони евра фрлени во ветер, односно објекти кои што ќе останат само како празни простори, односно градби, за кои што можеме да бидеме сведоци во иднина што ќе се случува и потоа ќе се оттуѓат на некој начин преку извршување и ред други работи, преку намалување на вредноста за да некој пак профитира на маката на граѓаните. Затоа ве прашав, одговоривте, ви благодарам за конкретниот одговор дека со овој проект ние градиме само објекти, а немаме ниту план, ниту бизнис план, како што напоменувате овде, кој ќе стопанисува, како ќе стопанисува и кој ќе биде додадениот елемент за самиот земјоделец. Да, ако профункционира, ако дојдат големи откупни дистрибутивни компании, кои што ќе го абсорбираат, да не речам повеќето производство во моменти кога се стават овие шпицови, ќе биде бенефит. Меѓутоа, со ова директно признавте дека немаме план како понатаму со овој капацитет, односно со овие капацитети. Во однос на проценките на влијание врз животната средина, не го спориме ова, секако за сите проекти треба да биде и се согласува. Ова нема потреба во ова да навлегуваме, не е ниту тема на разговор, ниту треба да го спориме овој дел. Конкретно, вториот дел на кој што сте осврнавте во однос на земјоделското земјиште, да, почитуван заменик министер. Подрачните оделенија треба да имаат строга евиденција што се случува со државното земјиште. Узурпацијата на државното земјиште е кривично дело. Вие го знаете тоа. Свесни сте колку државно земјиште е узурпирано. Превземете конкретни чекори. Со овие узурпатори и узурпирани површини можат да стопанисуваат вистински земјоделци или лица кои што сакат да се занимаваат со тоа. Овде мораме да бидеме на чисто и доколку преземете вакви чекори, секако во однос на било кои постапки, од овде ќе имате поддршка во однос на расчистување со владењето и узурпирањето на овие земјоделски површини. Затоа, уште еднаш ве повикувам, додека не е склучен овој договор, да прецизираме претходно, да донесеме, односно со советниците кои што ќе ги ангажирате, а рековте дека нема да бидат од Министерството, ќе ги советуваат земјоделците и сите други чинители, да се донесе бизнис планот. Што ако не биде продаден, односно што ако не дојде поголем откупен дистрибутивен откупувач, односно некое познато кое што би можело да абсорбира голем дел од производството во Република Македонија. Мораме да имаме план Б. Се работи за 50 милиони евра со кои што можат да се реалоцираат во земјоделски политики кои што ќе го подобрат и производството и пласманот на овие производи. Меѓутоа, немојте да ги фрламе во ветер овие 50 милиони евра така, без претходно да имаме и план Б, кој би стопанисувал и што понатаму, доколку ова што вие го рековте дека ќе молите, еве ве охрабрувам да се ангажирате, да донесете некоја позната, односно некој откупувач и дистрибутивен центар кој што постои, кој што може да го абсорбира ова производство, ве охрабрувам и ви стоиме на располагање во однос доколку можеме на некој начин и како законодавен дом
да помогнеме во овој дел за да краен ефект и додадената вредност биде кај македонскиот земјоделец. Но тоа дека тие средства ќе се користат за советодавни услуги кои што ќе ги советуваат земјоделците, видовме колку ги советуваа, како ги советуваат и како ги манипулираат. Овие пари ќе бидат исклучиво четање и користење на овие меки мерки. Ви благодарам.